Здраво на сите! Добре дојдовте во моето ново видео. Уште еден влог почнат од кола. Ова видео ќе биде многу поразлично од се друго што имам правено до сега и ќе биде втор 24 часовен предизвик што го имам направено, а тоа е дека ќе гледам цел ден филмови во Cineplex од сабајле до вечер. Кога ми дојде идејава, си викам само Стефане нека не се засвигува идејава, зашто сигурно ќе ја направиш, али too late веќе ми се засвига и веќе решив да ја правам. Ќе поминам цел ден во Cineplex. Така да идеме, сега сме сабајле, среќа го фаќаме викенд кај што работи Cineplex и од сабајле, така да ќе почнеме најверојатно со некој си цртан, со некој си анимиран филм и ќе седиме до вечер. Идеме во Cineplex и ви известувам за се понатаму. Парарарам! Првиот филм Загубениот јети. И тука имам карти за уште 10 филма. Загубениот јети ни е прв, така сабајлечки уште, така да идеме да видиме како ќе помине тоа. Завршивме ние со првиот филм, влеговме уствари на роден ден и ни беше многу забавно. Не знам колку успеавме да видиме ние од филмот. Филмот прв заврши, ни се погоди така сабајлечки неделно еден роден ден и сега одма ни дое време за втор филм. Снимам во измеѓу на сали, више не знам ни да зборам, очо се ми обрзање, али вториот филм само што не почнал и тоа Малефисент 2, што ја едва чекам да го гледам. Јети тоа кога го оценам од 1 до 10 ќе го оценам 7. Не бре, ја би му дал 8 или 9 би му дал. Ја последно гледам тоа како емотивно ќе ме погоди некој филм, а тоа на крај многу беше онака emotional. Иако ја размислав за некои пониски оцени како идеше филмот, али некако тоа крајот ми го направи баш боле, така да еве го Абоминабле му даваме 9. Доста е. Завршен и Малефисент 2. Ајде са оцена. 10 out of 10. И јас сум за 10-ка. Идеме да јадеме и идеме на трет филм. Леле, copyrighted music. Земавме за јарење и сега само искочевме малце на воздух, зашо внатре не можеме више. Два филми изгледани, мене ми е многу глупо што не можам да снимам доволно, затоа што додека гледаш филмови не можеш да снимаш. Усвари само идеме на филм, завршува филм, ви кажувам како идеме на следен филм одма и тоа многу е. Така се погоди некако репертоарот, толку да брзам од филм на филм и дури да немам ни доволно време меѓу филмови да снимам. А мене сега Малефисент 2 завршен. И јас сега сакам да проверам што му имам ставено на кецот, да видам дали сега за двојка повисоко, зашто сакам сега 10 да му ставам. Леле 2014 бил. Сепак има 10 и кецот. Епа, еве и двојката, идеме рейт и ставаме 10, зашто филмов е врв. Добро, за разлика од Јети, Малефисент малце го погледавме, имаше пак довекувања, ама колку толку успеавме да го гледаме. Сега идеме. Третиот филм ни е Дора. Зашто не можев никој друг да вклопам во ова време. Мене воопшто не ми се гледа Дора. Дора истражува. Ама ајде, ќе пробам да го уживам и тоа и на крај да ви дадам искрено мислење, али вака искрено лично ми се иде на Дора. Четвртиот и петиот филм се многу поинтересни, али третиот Дора е ко Дора е. Воздух, уште некоја минута сме тука и влагаме на Дора. Delicioso! Can you Прекрасно. Завршена и Дора, што оцена ги дадаме? 5 ли? Не, мислам да бев доста помал, ќе живеев доста повише во филмот, а вага ќе дадеме некоја... Абре, не 5, поичас дуже, ќе дадеме 6. Ај, барем 6, доста и на Дора. Следниот филм не е The Wedding Year. Комедија е некоја нова, така да Дора ете 6, доста и е... Како и да ја издржавме, беше малце забавна, си игравме. Кој ќе речеше, ова е мапа, повторете по мене, мапа! И така, идеме на четвртиот филм, The Wedding Year. И сакам повише да стоиме, зашто ми се више се укачив. Не ми се седи више, мислам да ќе сега четвртиот филм ќе го стојам. Верен придружник секогаш. I do not blame you. This one seems really sweet. Толку веќе излагувањава, толку ми е вакво, толку се навикна више, што сега ми е чудно да не идеме на следен. После петиот нема ни да ми сиде дома, толку ми стана више рутина.
Нели и мене не ми се да можам, значи ја можам комотно, значи ние да се преселиме у кино да си живееме тука. Кога завршиме Winning Year, оцена, ајде дали ќе ја кажеш истата. Ще рече седмица. Ја 9 сакам да му дам. Зашто многу беше убав. Не знам, баш лабава филмче за гледање. Само сакам многу повеќе да стојам, зашто се укочи више седиме веќе некои 10 сати. Се имаме мала пауза, па идеме на последниот Джокер, што толку го чекаме со недели. И може би сум последен што ќе го гледам, али едве чекам и на крај за тоа финално да ви кажам она мислење, зашто тоа е најмногу што го чекам и што ме интересира што како се ќе помине, така да кратка пауза, па идеме на последниот Джокер. Повторно надвор на воздух, саатот е некаде близу 10 и више нема да лажам ако почнавме да губиме фокус и енергија и све, али мора да си изгора челенџот до крај. Рековме 5 филмови денес. Знам дека ова се вика на 24 сати од Cineplex, али секако не се буквални 24 сати овој пат, туку се цел ден, буквално од сабајле до вечер, така да веќе искрено не ми се ни гледа, али кој ќе ми текне дека остана Джокер, што искрено од сите овие филмови го чекав најмногу, едве чекам да го гледам, така да ќе се преживее и тоа. Нешто што сакам да ви кажам, а заборев. Фокус, со Кока-Кола можете да добиете уствари фри карти за Cineplex. Така да ако скенирате доволно кодови и ако внесувате, можете, пак не ме вика некој, можете да добиете фри карти за Cineplex. Толку ние више ни доаѓа времето за последниот филм, идеме да го гледаме Джокер, па ви кажувам впечатоци. Ова беше луѓе. Ама ќе ви кажам надвор. Леле, што беше ова? Пак имам многу луѓе, не можам масово да се искажам што беше ова, али чекам да излезам надвор и да пробам да ви склопам впечатоци за што беше Джокер. Се надам дека се гледам. Го завршувам влогот од каде што го почнав. Джокер, ајде сега ќе те прашам што оцена ќе му дадеш? Не знам, ни ја толку да не ќам толку да филозофирам за дали се согласувам со сите негови постапки, све што направил, тоа не е воопшто дискутабилно, али дека беше предобар филм и дека мислам дека според мене можам да кажам и најдобар филм годинава беше 100%. Ако некој постои подобар што искочил годинава, тоаш го немам гледано, затоа што ова стварно беше врв и мислам дека тоа тек ќе се докаже на Оскарите што доаѓаат февруари, март, кога и да се точно. Очекувам да земе и Типов за најдобар актер и Джокер да собере најмалку 8-9 номинации, па колку Оскари ќе земе, тоа после се разни филозофии, али дефинитивно ако го немате гледано Джокер, треба да го гледате буквално сите, затоа што ова е луѓело. Тоест не баш сите, зашто филмов е 16+, ама да. Чекај само да го завршам ова со една многу феноменална оцена. Да придонесам на тоа што на IMDb без мене више растура со оцени, мислам дека како тргнал имаше некоја статија дека може да го помине нели са новиот Avengers го помине и Аватар во најголема заработка во историјата, можеби Джокер ќе се такмичи со тоа за да го бутне и Avengers дури. Леле 8-8, преска беше 8-9. Ајде да му помогнеме да го вратиме 10к рейт. Така да, тука ќе завршам видеово. Ние капавме од сабајле, сега е више 12, идеме дома да спиеме, не ми се не верува ни ние го поминаме цело кино, човече. Али добро, фан искуство. И не знам дали ова го има некој друг направено пред нас, али луѓе. Идеме дома да си спиеме, фала ви што гледав тоа видео. Лајкнете го ако ви се допадне, не заборавајте да се сапскрајбите на мојот канал. Ние се гледаме следното видео за многу скоро.